No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Добро да Bass се drops. повторно на каналот BitTeacher Crypto и се надам дека уживате во овие видео како што јас уживам да ги правам за вас. А денеска ќе видиме зошто всушност циклусите се многу битни и зашто се останато е наратив кој што само се појавува отпосле кога ќе се случи нештото, а подоцна добиваме причина зашто всушност нештото се случило. И сега како што можеме погледиме, Европа всушност ја предупредува Америка дека со преземањето на Гренланд може всушност да ги уништи економските врски, а уништувањето верувам дека нема да одговара ниту за Трамп, ниту пак за Европа. И тука можеме да видиме многу компликации. И сега, во меѓувреме, ќе го погледнеме графиконот за биткоин, што всушност сме имале во историјата на биткоин и како всушност ова ретестирање тука придонело да се придвижи цената надолу. Како што можеме да забележиме, ова е класична ABC корекција која што многу пати обработивме во видејата во плейлистата, доколку отидете да ги видите. Тоа било во 2014 година, подоцна во 2022 година, односно bear маркетот сме имале движење нагоре кое што подоцна било ретестирано тука и продолжува надоле. Ова може да го значиме како А, Б и правец С, кој е долготраен и го уништува сентиментот на пазарот. Дали всушност се наоѓаме и повторно во таа фаза, треба да видиме дали ќе заврши оваа цена и дали ќе ја пробиеме горе. Ако ја пробиеме, верувам дека работите се случуваат на многу различен начин овој пат и дека ќе имаме може и супер циклус, но доколку тоа не биде случај, можеме да одбиеме повторно придвижување надоле. Bear маркет кој што не би требало да биде многу во паѓањето, бидејќи верувам дека институциите се тука и можеби да видиме враќање до овие зони тука, но за тоа ќе оставиме на времето. А доколку Етериум го споредиме со среброто, бидејќи многу го споредуваат со него, можеме да видиме дека имаме скоро идентичен чарт кој што, погледнете, завршува со огромно пробивање нагоре и тоа го имаме и во Етериум. Секако можно е на краток период да се придвижиме повторно тука и подоцна да почнеме да го градиме ова и се надевам дека подоцна ќе завршиме токму како што заврши овој чарт тука. А JP Morgan пак не очекува веќе намалување на каматните стапки, туку предвидува зголемување на нив во 2027 година, што не верувам дека ќе биде случај, но ќе ставиме на времето да видиме. И погледнете само колку всушност овие вести знаат да манипулираат, а верувам дека и тие всушност не знаат што прават, додека пак погледнете сега BlackRock, што ни кажува дека никој не треба да биде изненаден доколку биткоин пробие до $700,000. И всушност тука се институциите каде што наративот се менува и капиталот всушност доаѓа. А доколку погледнеме овој графикон тука, ќе можеме да забележиме дека веројатно формираме зона која што многу личи на leading diagonal, кој што цената би требало да заврши многу над оваа зона тука која што гледаме моментално. Како што завршила тука, сме ретестирали и сме продолжиле, доколку ова е А, Б, С и ова е макотрпен бранд С, кој што ги откажува луѓето. И сушто тука може да погледаме дека Трамп сака да го тужи JP Morgan поради тоа што веројатно нема дозвола да користи некои банкарски услуги, и ова всушност се случува токму поради политички цели или пак поради приватни цели, кои што верувате дека решението единствено за тоа е биткоин, односно блокчейн технологијата, која што, верували или не може никој да ги земе вашите пари, доколку вие тоа не го дозволите, дали тоа било намерно или пак ненамерно. Така да ќе видиме што ќе се случува со нив.
А доколку погледнеме, моментално имаме одлив на крипто од меномочниците, што исто треба да е така, каде што крипто е продадено стриктно иде во лична собственост. И погледнете, ова е all time low на оние криптовалути кои што луѓето веројатно се спремни да ги чуваат на подолг рок и затоа ги вадат од менувачниците. И нема да го пуштам ова видео бидејќи гласот на овој човек многу ме иритира, но тоа што го зборува е многу битно, затоа што владите секогаш си ги уништуваат своите пари и компанијата на овој човек ги преместува своите пари во јапански јен, кој што може да биде стабилна валута за солниште во криза или пак алтернатива на доларот. И ова всушност е предупредување каде што доларот има ризик и паметните пари бараат нови позиции. Погледнете го дечко и всушност тој не предупредува да се подготвиме за лошо отварање на пазарот. И сега, доколку погледнеме во следното видео, ќе можеме да забележиме што всушност прават медиумите и како ги манипулираат луѓето со лажни вести и како ги тераат всушност да им веруваат. И погледнете сега. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is real. Look, if there's one takeaway other than the plus 400 somewhere, Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move your money from Bear. That's just being silly. Don't be silly. Okay, just so you get a sense of what's causing the agony by this point, I know you've been talking about it. It's financials led by Bear Stearns after what essentially is a bailout from the Fed. Bear Stearns shares are down 90% this morning, and it's not just Bear. Pretty much every single bank is plunging in early trade this morning. Lehman, which is very similar to Bear and its reliance on fixed income, is down nearly 30%. И секако немате да заборавите дека овие луѓе всушност се платени да го прават ова и гледаат секојдневно како всушност да го изманипулираат обичниот народ. И тука всушност го имаме повторно овој графикон на друг начин. Имаме 365 дневниот просечен просек. Погледнете. Истото тој го направил и претходниот пат, го пробил до одредена цена тука, направил мала корекција да ги убеди луѓето. Можеби дека повторно сме во насоката нагоре, но всушност тоа не се десило, сме имале само ретест и продолжување на цената надоле. Дали тоа ќе биде овој пат повторно, ќе видиме за неколку моменти. И всушност европјаните на некој начин почнаа и да се закануваат доколку Америка им воведе тарифи, дека тие всушност ќе возвратат и можете да видите колку пресвртници се прават во економскиот сектор, каде што повеќе и не знаеме на што да веруваме. А доколку погледнеме во меѓувреме чартот на Етериум, изгледа одлично за оние кои што се на долг рок во него, секако не изгледа многу добро за трейдерите, бидејќи ова се позиции каде што единствено добиваат само големите играчи, бидејќи тие имаат многу подобри информации од нас. А што всушност тука е прикажано, погледнете. Од почетокот имаме акумулација, погледнете, движење нагоре, повторно, реакумулација во оваа фаза и огромно движење. Имаме сега акумулација, повторно движење на цената надоле и ова всушност е она што ги нервира луѓето и ги тера да излезат од пазарот, бидејќи замислете доколку всушност тука пробивме и повторно се враќаме во овој регион. Доколку се вратиме повторно до оваа линија, ќе имаме можеби акумулација и верувам дека овој пат подоцна е неизбежен. И погледнете сега колку всушност е ова добро за Етериум, каде што физ се намалеле од 0,01 долар, каде што активноста на мрежата е многу голема, додека ова го споредам со 2023 година, кога всушност имавме меме коин сезона, моментално е спонат Пепе, каде што всушност овие физ биле и по $50.
И погледнете, само значи истата мрежа, многу повеќе корисници и цената за тоа е многу помала и ова може да биде огромна вест за Ethereum и нешто што би сакал да ве мотивира. Ова е всушност тоа што и го зборуваме цело време, додека не пробуваме, ние во стартот сме направиле грешка и сме се откажале, додека пак пробаме и промашиме неколку пати, верувајте дека во подолгиот период ова ќе дојде како бумеранг и ќе се врати во многу позитивна насока. И доколку сега споредиме биткоин и крипто термините, можеме да забележиме дека 2017 исто така сме довеле до стотка, каде што веројатно бил врвот, 2021 повторно, каде што бил врвот. И погледнете, ова всушност било во јануар 2025 година, каде што повторно сме го допреле врвот и дали ова ќе продолжи повторно надоле, ќе имаме повторно одредена акумулација доле и секако, како и секој графикон, ќе имаме експанзија повторно до стотка, каде што верувам дека ова еуфорија ќе се врати. И сега, доколку премине на главните графикони, погледаме колку само овие дневни циклуси се во контрола, цената се придвижува, ова го имаме уште ставено од ноември 2025 година, кога го формиравме ова DCA, како само многу едноставно цената веројатно ќе се придвижи, можеби да го ретестира ова ниво, а да имаме причино тоа, бидејќи испод 89.000 имаме огромна ликвидност, која што верувам дека маркет мекерите ќе сака да ја соберат. Погледнете, ова движење тука може да заврши било каде, но ние го мериме само временскиот период. И го спомнавме Ethereum, да погледнеме сега Ethereum, имаме повторно мал пат денеска и тоа моментално. Дали ова повторно формирање на таа зона за да се ретестира и повторно да се придвижи надоле, ќе видиме, но сега за сега Ethereum е во ред. Имаме движување нагоре, имаме секако ова не оди само права линија. Имаме и корекции, кои што се движиме, но овие корекции всушност ваквото движење на страна и толку многу ликвидации ги опишуваат главите Б, кои што всушност може да биде и четвртиот бран во оваа корекција, четвртиот бран кој што во себе содржи А, Б, С корекција, која што не би требала да проби од тука и потоа да добиеме корекција од 5 бранови, која што ќе ни го даде тоа bear market. Доколку премотаме сега на S&P 500, погледнете, ова воопшто не е добро, но секако ние го очекуваме ова, бидејќи тука треба да се формира day cycle и верувам дека не би сакале да продавате во day cycle, иако сме пробили ова тренд линија, доколку се придвижиме тука надоле, верувајте дека може би е всушност ова планираме, но ќе треба да почекаме прво да го формираме ова day cycle без разлика. Тука ја преместивме оваа тренд линија, бидејќи имавме нови all time highs и оваа тренд линија сега за сега е многу валидна. Златото, поглед, златото продолжува и никогаш не можеме да знаеме кога всушност ќе се појави тоа движење на златото, бидејќи можеби веќе сме го формирале тука и продолжуваме во нов day cycle, каде што тука сме го формирале weekly cycle и погледнете, имаме само движење 1, 2, 3 и сега моментално треба да очекуваме left translated и верувам дека кон крајот, можеби во средината и кон крајот на годината, да имаме некое си придвижување надоле за златото и повторно да го ресетираме тој сентимент во сите овие категории. Среброто моментално исто така со нови all time highs и отприлика тоа е тоа за денеска. Верувам дека ви се допаѓаат овие видеа, затоа слободно споделете ги каде сакате, погледнете ги плейлистите
Сега има уште неколку видеа за овие каде што подоцна ќе бидат во целост и ќе можете да ги гледате во целост одеднашка. Вратете се доколку е потребно, бидејќи ова е она што всушност ви треба во овие пазари. Без ова не верувам дека всушност нешто ќе направите на долг рок или пак да бидете пред другите, додека пак сите други индикатори се лагирачки, вие можете да бидете многу повеќе пред другите. Секако, не заборавајте да ги лајкнете видеото и да се претплатите на каналот доколку ова содржина ви се допаѓа и гледате вредност во неа. А од мене толку за денеска. Се гледам во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a